Драги приятели, на светската политическа сцена и на македонската политическа сцена полека заорива. И сега малко да генерализирам двете сцени. Нормално ќе почнеме денеска прво од нашата домашна политичка сцена. Поточно од процесот што се случи денеска, кој покаже дека македонскиот народ, значи македонецот, полека се буди. Интересно на процесот говорниците во ниеден момент не ги повика граѓаните на Република Македонија, туку македонскиот народ. Значи се случи оно што зборам повеќе време. Македонскиот народ се освестува, но преходно на ово случување имаше други настани, кои благодарение можеби на нив и се полека се буди народ и ќе дојде до промени. Значи неминувни се избори, заедно со локалните, се останува лидерот на СДСМ и премиерот господин Зоран Заев. Дали сам ќе го распушти парламентот или ќе чека насилно да биде сето тоа. Јас верувам дека сам ќе го распушти, но претходно ќе се обезбеди како да не изгуби премногу на изборите или евентуално да биде тука пата со тоа што очекувано што го зборам, дека ветувањето кон минималните пензии ќе го направи, а со тоа ќе ми возиме гласови на ВМРО, бидејќи нивните најголеми гласачи се токму социјалните случаи, пензионерите, не иду на администрацијата. И тоа е прашање дали ќе се успее во тоа, но сепак можеби ќе биде многу поболно, но неминувано на овие избори. Зошто се неминувани? Бидејќи самиот лидер на СДСМ ја губи поддршката во самата партија, поточно ја губи поддршката од Скопското крило. Значи, прво не беше случајно директорот на пазарната инспекција, мислам дека се презиваше Поновки, ќе ми прости ако грешно, одби да ги прими по ранковен договор во пазарната државна инспекција. Тука не се работеше за голем патриотизам и друго, но беше одбивање токму кој нарочател, тоа беше кон владата и премиерот Зоран Заев. Во меѓувреме, значи, подпредседателот на СДСМ, иначе кој е буквално го покрива поранешен лидер Бранко Црвенски, тоа е господја Радмила Шекеринска, одби понатаму да биде дел од раководството на партијата, поточно на раководниот кадар. Ја го разбирам, мислам не разбирам, го анализирам кон мене на Ничичо, што сум застои школа, дека господин Бранко Црвенковски, поранешниот лидер на СДСМ, преку овие потези, званично го пушта лидерот на СДСМ и премиерот Зоран Заев низ вода. Јас ово јасно го кажа уште 2015, на крајот што ќе случи. Значи, кога бев повикан во ТВ-сетва да ги анализирам бомбиве, тоа јасно кажав дека со самото неприсуство на господин Бранко Црвенковски на универзалната сала каде денешниот лидер на СДСМ и премиерот Зоран Заев ги презентираше бомбите, се гледаше дека до тогашниот лидер на СДСМ, поранешен председател и премиер Бранко Црвенски, буквално го пушта лидерот, сегашниот лидер и премиер на Македонија Зоран Заев низ вода. Мога тоа покаже и на референдум. За мене не е логично, прикладно тоа беше за мали деца, не идете на референдум. Значи не го поддржаат промената на името, а добро сеќаваме, секој сакам да зборам објективните работи и добри и лоши, кога беше на седница на Обединетите нации, пред себе не стави ПЈРМ, него стави Република Македонија. Ако погледнем добро сегашниот состав на СДСМ, посебно раководниот министрите, повеќето, да не кажам 80% се луѓе од внатрешноста, а знаеме дека Скопје е пола или 2/3 од Македонија, што е малку нелогично.
Се това зборува дека премиерот и лидерот на СДСМ Зоран Заев треба малку да обрне внимание, ја губи поддршката од сопствената партија и не е лошо да препрочита, ако него веќе прочитал, не е лошо да прочита да ги погледа моето видео, каде неговата натална карта нормално париен систем и наталната карта на Македонија, ќе влегува во период кога и безбедноста ќе му биде загрозена, значи не е лошо да погледне. Значи званично моите анализи зборуваат дека не се случајни, ќе имаше други. Сега на него останува да одлучи дали ќе сам ќе го распушти парламентот и закаже нови избори, со што до некаде Владимир Дапо не бил затечен, ќе кажам зашто, или ќе чека насилно да биде закажани овие избори. Зашто едно затечено? Значи, може би една добра работа денеска направи организатори на процес, што не дозволи на ниједен политички лидер да зборува, но сепак покрај тоа, лидерот на ВМРО да помене, господин Христијан Мицковски, беше дел од процесот. Значи, индиректно беа повикани членовите, факт дека не беше масовен критичен процес, а да се руши влада треба најмалку 30.000 луѓе, али моја проценка може би грешна, околу десетини ги имаше, може би повеќе помалку тука некаде. Но во овие услови на коронавирусот не е малку, значи македонецот напокон се буди, го крева гласот. И не обови време да ја реков, и затоа не сакам многу и да коментирам. Но добро е што немаше никакви инциденти, тоа ме радува, но не значи дека денови што пресот нема да се случуваат. Се најави пасување на шатори. И едно потврди е што ја бе го советувал да лидерот на СДСМ и премиерот Зоран Заев. Знам дека има влијание во Уставниот суд, а и мислам дека Уставниот суд ќе го направи, дека ќе го врати повторно на судење осудените за упаѓањето во собранието на 20 април, поточно за установобранителите. Инаку за мене големо лицемерие што го направи, тоа е поранешниот лидер на ВМРО и премиер Никола Груевски со поддршка до денешниот процес за слободно установобранител. Јавно го прашувам, зашто тоа лицемерие? Нека се подсети што кажа кога ги затворија упадот, дека сите треба ситници да се затворат и кој ги отвори вратите на собранието. Дали овие луѓе денеска ќе беа во затвор, ако двата пратеника Мојсковски, мислам, од Стурково село ги отвори и овој другиот не ми текнува, значи овие луѓе денеска не може да бидат во затвор. Вие не може да влезете во собрание, бидејќи тие се тешки врати за затворање и со тенк што се вика камли рачно, значи некој ако не ги пушта тие луѓе, невини настрада, значи он никогаш не ги осуди, Груевски никогаш не ги осуди неговите пратеници што ги пуштија, него ги осуди оние што влегува. Тоа беше свебидна режа, ќе треба нова истрага за тоа. И второ, тука немаше тероризам и самата русковска обвинителката кажа дека не, тоа дело не постои таму, може за реметење или друга, но немаше тероризам. Тоа од таа гледна точка, значи, ќе случуваат интересни работи, но и кој како ќе влече потези ќе видиме, не сакам да предуцирам, иако препоставам, но неминовни са, кој што реков, уште за нова година, не сега. Сега само преповторувам по неколку пати, заеднички парламентарни локални избори, но оставено на премиерот Заев да одлучи дали сам ќе ги распише, бидејќи ја губи поддршката во сопствената партија, особено во Скопското крило, или ќе биде принуден на тоа, тогаш многу лошо ќе биде. Може да биде предизвикан и граѓански војни и многу работи во Македонија. Сега да се осврнем на геополитичката сцена,
поточно светската политичка сцена. Тука се гледа дека преку Украина САД се обидува да предизвика конфликт на Русија, да е отрегна вниманието, но Кина тоа не го согледува, бидејќи САД сака да се насочи само кон Кина и Пацификот. Поточно, они веќе подолго време изјавуваат дека повеќе Русија не е непријател број 1, тоа е Кина, но за да се обезбеди Русија и премногуте санкции што веќе влијаат на нејзината економија, одлучи на радикални потези. Од 21 до 24 беа забранети летви над Крим и делови на Црното море, а од вчера, значи од 24 април до крајот на октомври, ќе бидат забранети, поточно Русија става забрани за пловење на војни бродови на САД и на НАТО, низ нивниот дел на Црно море, но само еден море, во смисло ќе биде слободен, и на државни пловила, што зборува дека НАТО и САД не ќе можат да придат до пристаништата на Украина, а во Донбас се одржа вежба. Украина, ако не ја нагази топката, ќе ја снема како држава, ќе биде поделена. Донбас по автоматика може би пола од Украина Русија ќе препоче, бидејќи таму има доста руско население, а мнозинско е во Донбас, тоа са Донецк и Луганск, тие двете републики што прогласија. Значи, на Украина најдобро е да го почита Минскиот договор, да го спроведува, а спротивно добро не и се пишува. Тоа ќе видиме што ќе покаже времето, но на Кини прашувам да не се занимава многу со Русија и анализира нејзината безбедност, повеќе да внимава на нејзината безбедност, на собствената, мислам не на руската, бидејќи конфликтот што ќе се случи, којите анализи зборува дека поголем конфликт ќе се случи помеѓу Кина и САД, отколку помеѓу Русија и САД, бидејќи САД се свесна дека во моментот Русија во војна сила број 1, не поради човечки потенцијал, токму поради војната техника, единствено поседува хиперсонично оружје, тука се особено ракетите калибар Авангард и така натаму, после торпедото Поседон, да не ги набројам, не сум толку по војните работи, но јавно. Кониче само ги гледам кои са. Значи, не сонично, имат хиперсонично, значи надзвучно оружје. Значи, за 20 до 30 минути може САД во секој време да ја снема. Зошто? Ја не знам Запад дали свесен на пораката што ја кажа председателот на Руската федерација Владимир Путин, повеќе ниедна војна нема да се води на руска територија. Значи, со првиот војник на Запад, или САД што ќе влезе на руска територија, САД ќе биде избришан на истото време од картата на светот. Значи, во тој случај не минува нуклеарна војна. Затоа Бајден, бидејќи склерозен, но се надевам дека другите по него се малку поумни и да не прават такви глупости, прво самите себе ќе се уништат, после други. Инаку САД ќе се обиде да ја дестабилизира и Македонија и Србија, не поради тоа што не ги сака, но поради тоа што тука руската мечка или Русија ја стави шепата заедно со Кина, значи го довлекуваат кинеските и руски, за да се одоголечат кинеските и руските проекти во Србија и во Македонија ќе бидат искористени албанците, но ќе бидат курба, поточно колатерална штета, САД да се купи уште некој ден глобалната политичка сцена. Затоа, драги пријатели, сограѓани албанци, внимавајте, не наседнувајте, не си уништувајте сами својот народ. Не ги слепо следите политичарите, мисли се со своја глава. Драги пријатели, ви посакувам убав ден, убава предстојна недела
И време е да почне се да не готвите сложвакано, да мислите со своја глава, без да кажа што ви кажа, проверете. Се што ви кажа, дали само проверение, и не слушајте се и се што без да проверете. Уште еднаш ќе ви посакувам овде и убава пресвена недела до слушање и гледање.